Добро вечер, почитувани гледачи. Четврток и термин после дневникот, резервиран за емисијата Под лупа. После една мала кратка пауза поради предвремените парламентарни избори и дебатните емисии кои што ги организиравме по тој повод, еве повторно во студиото на Лупа. И логично е да се направи после сето тоа една анализа како измина овие избори, што се случуваше, во која ситуација сега се наоѓаме и што понатаму. Вечерва во студиото мој гостин господин Дејан Блажевски, докторант од областа на економските науки, но и долго време, иако млад, во политичките води. Добре дојдовте во Лупа, после една подолга пауза. Благодарам, чинам дека направивме една пауза од скоро 4 години. Практично што не сум ви бил гостин целиот мој мандат и баш ми е драго. Јас паметам добри подлупи. Младоста е релативна, не знам дали 36 веќе влегувам во млади, но паралелно веројатно со телевизиските појавувања старееме заедно пред очите на јавноста, тоа е само разликата. Така. Па тука сме ние, ако не е нешто видливо, Лупата е тука, се ќе се види и она што е сработено и она што не е. Рековте во изминатиот период уште еден ангажман, уште една функција, советник во градскиот совет. Имате и од тука доста искуства, но сега вечерва конкретно ќе зборуваме за предвремените парламентарни избори кои што ни се случија во неделата и после кои што сите се прогласија за победници условно. Кој победи, кој губи и каде сме сега, после резултатите кои што ДИК ги соопшти во понеделникот вечерта. 49 мандати за СДСМ, 51 за ВМРО ДПМН и понатаму за другите партии, 10 за ДУИ, 5 за БЕСА, 3 за Алијансата и 2 за ДПА. Но многу комбинаторики, се уште ништо не е решено. Дали имавме причина за славење или допрва треба да се слави или да не се слави? Ако ме прашате дали имавме причина за славење, би почнал од крајот на одговорот. Причина за славење има граѓаните на Република Македонија без оглед на која политичка партија припаѓаат, затоа што сум повеќе од убеден дека ни се случи една долга, макотрпна битка која што резултираше со демаскирање и, да кажам, условно демонтирање на едно долгогодишно владење за кое што на жалост некој порано, некој подоцна станавме свесни ем тоа каде ја носат Македонија, ем тоа што правеле додека биле на власт. Го сметам победнички момент каков и да било изборен резултат, а не каков и да било, ќе зборуваме подоцна за бројките, победнички момент затоа што да се демаскира и како што реков демонтира на вакво нешто, навистина треба да се поседува сила. Мене ми е многу драго што граѓаните на Република Македонија се одважија и кажа дека опозицијски со бројката која што надминува 600.000 гласови, односно 612.582, кажа како опозицијски партии, кажа дека се против режимот, имајќи ги предвид сите аномалии на повторно страв, нерегуларности и така натаму и така натаму. Дека не сме сериозна земја, дека не зборувам паушално, дека не сакам да користам политичка реторика, иако сум политичар, меѓутоа во вакви емисии да го искористиме она што можеме како поинаков човечки потенцијал од аспект на една си своја лично видување и лична експертиза на работите, е тоа што замислете ние во Република Македонија се уште имаме само прелиминарни резултати од Државната изборна комисија и случајно е толкаво дерогирање на институциите, толкава изградена недоверба на институциите на системот, што верувајте, ако прашате за довербата на ДИК и СЕО, јас сум убеден дека Државната изборна комисија има многу далеку помал рейтинг или доверба кај граѓаните од специјалното јавно обвинителство. Тоа е она што сакам да го кажам. Апропо овој разговор, дека основата секој виновен треба да одговара за направените дела. Видовме дека ние немаме кадри институции, кадри судови, како кадар Државна изборна комисија. Видовме дека немаме соодветно функционирање на јавното обвинителство.
И затоа ние имавме и потреба од специјално и уште имаме нужна потреба од специјално јавно обвинителство кое што треба сите овие кои што само сакам да потенцирам не се само обвиненија. Тука имаме една вистински правна дефиниција, а тоа е дека со собран определен квантум на докази се формира обвинителен акт и премиерот Груевски и дел од врхушката на ДПМН се обвинети. И самото ова нефункционирање на Државната изборна комисија како логична последица, ако сакаме да разговараме рационално, е дека ќе ни ја наметне потребата од специјално судско оделение. Затоа што ние дефинитивно имаме нефункционирање на сршта на државата. Замислете каква недоверба имаат граѓаните кон Државната изборна комисија. Тоа е... Значи, со овие прелиминарни првични резултати, кои што не се конечни, затоа што имаме приговори кои што ДИК веќе од денес започна да ги разгледува и треба конечните резултати 19 и 20 веќе да бидат обелоденети. Но овие прелиминарни резултати покажуваат победа на ВМРО ДПМН. Од друга страна, пак СДСМ со коалицијата велат дека ова е навистина историски чин за Македонија затоа што се сруши режим, како што председателот рече, со пенкало и со глас. Каде тука да ја бараме вистината? Затоа што според бројот на добиени мандати, сега во овој момент, пак ќе речам неофицијално, ВМРО води. Од друга страна, пак СДСМ таа разлика која што ја имаше пред 4 години многу ја намали и сега многу се доближи до оние гласови кои што ги имаше некогаш ВМРО, што за нив е ова многу значајно и ја сметат за победа. Првата реченица кога ќе употреби политичар, ќе го употреби зборот прагма, тоа значи дека почнува да лаже, но за да може да излаже ги користи сите инструменти кои што му се на располагање за да ја релативизира ситуацијата. Ние имаме страшно неподнослива ситуација на релативизирање на работите. Имаме политички затвореници. Имаме нефункционирање на институции на систем. Имаме несоодветно постапување од страна на и Министерството за внатрешни работи кон определени граѓани, односно селективно постапување. Имаме институции на неправдата место институции на правдата и имаме некоја си весела математика која што ДПМН како Заводот за статистика ја жонглираат и прават употребуваат компаративни методи за замајување, па да речеме и она најгорливото прашање, а тоа е економската состојба на граѓаните, завршувајќи со најважното прашање со човековите слободи и права. И нема што да се објаснуваме ние точно граѓаните. Сите и кои што гласале за опозицијата и против опозицијата, совршено им е јасно во каква ситуација живеат. И тие се директно мета на притисоци. Но зошто ете гласале? Мислите дека притисоците се главното нешто што го дале гласот за ВМРО ДПМН, бидејќи бројката што гласал на граѓани кои гласале за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија е навистина импозантна. И покрај сите тие, значи, обелоденувања на некои недозволени незаконски работи кои што и партијата и врхушката, како што велите, ги правеа во изминатиот период и кои што беа обелоденети. Тие се стегнати на незаконски начин од страна на врхушката. Тоа го покажа и последната прес-конференција на специјалното јавно обвинителство и тука да немаме сомнеш, сите нас кои што сме или влегуваме во таа бројка или не сакајќи вие заради мене па ви навлегли во вашата приватност, тоа го правеле Мијалков и Управата за безбедност и контраразузнавање. И тука не постојат никакви сомнежи, затоа што доколку тоа не беше така, и председателот Заев и кои да било сите некои што јавно ги искажуваме вака ставовите, ќе завршевме во притвор. Но да ви кажам една работа кога сме околу бројките. ВМРО ДПМН во 2016 година има 51 пратеник. Да ги земеме овие податоци, прелиминарните на ДИК, има 51 пратеник, во 2014 имало 56, во 2011 63. Драстичен пат на рейтингот на ДПМН. Нити еден режим не може да падне наеднаш. Како што гледам и ова 2,5 скоро годишна битка на председател на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев, за да може да допре тоа да пенетрира до секој граѓанин во општеството. А зошто е таа бројка, само да ви одговорам на прашањето. Јас не сметам дека
дека таа бројка дала поддршка на политиките на врхушката на ДПМН. Идеолошки луѓето имаат право да припаѓаат на партија. Сега дали се уште несвесно се борат и ги се изместени тезите и дали сака на грб да го земат владењето на фамилијата наспроти нивната идеологија која што е закопа, тоа е личен избор на граѓаните. Но јас сметам со опасниот клиентелизам, со опасните закони за вработување во јавната администрација, со носењето закони преку ноќ, со опасните закони по приватниот сектор, со осиромашувањето на секој граѓанин, со тоа што од Македонија се иселија околу 600.000 млади луѓе. И тоа по статистика ги ми покажувате дека паднала стапката на невработеност, а тоа е само жонглирање со бројки. Со сите овие работи, јас сум убеден дека таа доверба уште повеќе ќе паѓа. И тие гледате дека сега одат да играат на картата на мултиетнички немири, иако јас сум убеден дека ДПМН, собирајќи ги гласовите на опозицијата, не јас, тоа го зборуваат бројките и фактите, изгуби етички и изгуби граѓански. И доста ја уживаме сите ние, случајно, не сакајќи ненамерно нивната реторика за албански, ромски, турски или какви да било гласови. Значи, секој глас е еднаков. Секој има право на глас. И јас милувам да живеам во едно граѓанско општество. Видовте каква реторика употреби. Јас само не знам каде ќе му биде крајот на Груевски и не дај Боже да си во негова кожа во оваа ситуација, имајќи предвид дека сега играше на една националистичка карта. Последната пресконференција токму беше еден таков национален повик кој што е за срам во 21. век и сега него му треба партнер од албанците, а впрочем да не забораваме долгогодишниот, условно кажано, пајташ на ДПМН е Демократската унија за интеграција на ДУИ. Дали Груевски реално очекуваше дека имаат шанси да освојат 63 мандати во овој состав новиот на влада? Или тоа беше само една предизборна реторика и го потцена Заев и коалицијата СДСМ и коалицијата за парламентарните избори? Или мислите дека се направи некаков пресврт? Што се случи? Имаше ли реална шанса за 63 пратеници или тоа беше само едно охрабрување на гласачите и давање на една надеж дека ќе можат сами да формираат влада? Мајсторот на пиар стратегијата Груевски повеќе од совршено му беше јасно дека не може да добие 63 пратеници и неговата агенција која што го работи пиарот. Но токму со таквиот вливањето на лажниот оптимизам кон граѓаните гледаше што може повеќе да се искупи и да ја покаже од друга страна својата автократска моќ. Со таа порака тој прати порака до граѓаните, јас имам повторно како во 2011-та 63 пратеници и само што ќе завршиме со изборите следниот ден ќе имаме апсење, па ќе ги слушаме речениците од вистината за Македонија. Во понеделник почнуваме со апсење, нека лежи како говедо и нешто што сега ни се случува повторно од понеделникот веднаш по завршување на изборите. Ако пак Груевски не бил свесен дека не може да добие 63 пратеници, тога сум убеден дека на човекот на вистина не му е местото не само во политиката, туку треба посериозно да се позанимава. Знаете зашто ме прашувам? Ако Груевски не беше свесен, тоест беше свесен дека нема можност да добие 63 пратеници и дека ќе мора да коалицира со некој од албанските партии, логично со ДУИ, мислам дека и реториката нема да му беше таква каква што му беше. Сега имаме ситуација каде што тој е приморан да коалицира со ДУИ или со некоја друга од албанските партии, но не верувам дека според сплетот на нештата дека ќе коалицира со некоја друга од албанските партии, како тоа ќе го направи? Значи, дали има шанси да се направи коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ во вакви едни услови какви што се сега моментално, земајќи ги во предвид и оние случувања што се кај албанските партии, затоа што голем кредибилитет изгубија и ДУИ на овие избори. Кај нивните гласачи, кај нивното гласачко тело. Совршено ве разбирам, но не се согласувам со првиот дел. Груевски и ДУИ
како едниот како неморална калуѓерка, а другиот како неморален оџа. Изразени преку она што е актуелно сега, символиката на верата, за што сум изричито против. Години пред избори знаат да се договарат за своите тендер политики и години кога настапува уназад овие и 4 години на предвремени парламентарни избори, како и за локалните, тогаш тие се смртни непријатели се закопуваат во своите ровови, односно националистички гнезда, и после избори се однесуваат како ништо да не било. Но за жива... Очекувате тој сега да се случи? Но за жива среќа првенствено треба да зборуваме за моките на Дуи. Значи, Дуи дефинитивно албанците мои испорачаа казната како што затоа што се зборувам во најголем процент, претпоставам, за албанските партии, гласале албанците. Албанците испорачаа казната избирајќи алтернативна и една нова опција како БЕСА, како Алијанса за албанците, и веќе падот кај ДП исто евидентен, затоа што и во проектот на вистината на Македонија слушнавме дека таквото кокетирање со нивната послушност кон шефот Мијалков резултираше со демаскирање, увидоа граѓаните дека тоа е на тендерска љубов и сватија дека само ги разгорува страстите пред избори и овој пат тоа нема да им пројде. Смртен политички поход и потез за Дуе да коалицира со Никола Груевски. И јас верувам, надевам ќе посведочат после емисиите, дека нема да видиме таква коалиција, затоа што после таа употребена риторика и изгубеноста на Никола со оглед на сето она што му тежи на глава, иако да не се залажуваме на Груевски, му е важно само да прекине работата на Груевски, не само него, туку и на врхушката која што е инволвирана во криминалиите, да прекине работата на специјалното јавно обвинителство. Затоа се сите овие напрегања, тензии, поттикнување на граѓаните. Извинете, да ве потсетам на една изјава на челникот на ДУИ, кој што рече дека без разлика што ќе се случува после изборите, нема прекинување на работата на СЈО. Јас зборувам за тоа што дали Груевски ќе коалицира со ДУИ. Но на Груевски, вака или онака, не остана простор да му се верува дека доколку направат, неможно е тоа, влада со ДУИ, да оставиме на нивна слободна волја дали ќе продолжат работата на специјалното јавно обвинителство. Да се разбереме. Груевски е човек кој што тони во живо блато. Му се случуваат удари од сите страни. Последниот удар ќе биде од неговото членство. Затоа што човек револуционер, кој што смета дека некој краде избори, а тоа е тој, токму тој, вчера ќе беше пред Државната изборна комисија, мислам дека е погрешно право такво надкревање на страстите и втурнување на граѓаните во едно такво сценарио, ќе беше меѓу своето членство. Скриен во даите кои што ги направи од милионите евра и како една најбогата, не како една, туку една од најбогатите партии, убеден сум дека Никола Груевски овој пат и врхушката размислуваат само за сопствениот спас. За никаков друг спас на кој да било член или спас од некакви си мрачни сценарија на кои што се изнагледавме, изнаслушавме, гледате дека нема ништо од тоа. Дали сметате дека овие парламентарни избори се, условно кажано, предвесник на некој крај на владењето на ВМРО ДПМН или пак сега започнува се одново? Сето ова ќе бидат влади на врели костени. Но позитивниот порив, новиот момент кој што се случи, токму таа скептичност што ја развија преку клиентелистичките медиуми, преку заканите уцените, преку подкупот на гласови, преку контролирање на администрацијата, она што го заклучивме додека дискутиравме. Сето тоа сега се чувствува ослободување на тие стеги. Јас се надевам дека ќе покажат една државотворност, иако не очекувам дека имаат, една сериозна политичка одговорност и дека нема да се повторат таквите пресконференции, поготово оние на Ѓорчев. Затоа што за она, ако имавме функционален јавен обвинител,
онакво повикување на немири, Ѓорче веќе сега ќе требаше да се правда во најмала рака за својата постапка или во најмала рака да се извини. А политички ќе требаше да биде мртов. Ние имаме, затоа мораме да сватиме каде сме со свеста и самосовеста, каде сме во својата политичка визија и докаде можеме да ги чекориме границите. Јас сум убеден дека ова ќе бидат тешки премрежја за Република Македонија. И тука да не се залажуваме. Но не можеме ние да дозволиме карциномот да метастазира скроз, иако им ги има пуштено своите метастази веќе одамна, и да се препуштиме на болеста. Нужно е ново лечење на државата. Реално и ВМРО ДПМН да формира влада и СДСМ да формира влада, во зависност од тоа дали нешто во овој резултат ќе изменат приговорите кои што се доставени до ДИК, ќе разговараме за тоа. Тешка ќе биде ситуацијата во државата. И во едниот и во другиот случај. Значи, ја чека Македонија еден период на тешки денови, во смисла не може да бидат работите онака поставени како што беа досега поставени. Ќе треба многу работи да се менуваат, ќе треба откорен некои работи да се менуваат, а тоа не е лесно. Затоа и СДСМ, ако се зафати со тој чекор, ако им се даде можност да формираат тие влада, значи ќе треба добро да ги засукаат ракавите. Дали сте подготвени за тоа? Јас мислам дека совршено покажавме дека како припадници на опозицијата дека сме совршено подготвени, а не ни сакам да ставам предмет на дискусија дали е подготвен човекот како Зоран Заев кој што стави све на една карта, буквално. Знаете зошто ве прашувам? Затоа што и покрај сето тоа што беше како бекграунд на овие парламентарни избори предвремени и заради кој што дојде всушност до нив, сепак македонците се уште веруваат, условно сето тоа го ставаме под знак прашалник, но ги земаме во предвид резултатите од овие избори, веруваат на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Ова коалиција сакаат, односно ВМРО ДПМН, сакаат да се спасат, ви кажа, врхушката и сите по некаква хиерархија кои што се уклучени во криминалот. Секој друг граѓанин, доколку стане свесен за реалната состојба, доколку не го употребеше безобразниот маркетиншки трик, каде што чепка по верските и националните чувства на луѓето, измислувањето и пропагандата за федерализација. Јас сум убеден дека ова ќе беше уште помал број на гласови. Меѓутоа, ова е еден мој апел, зборувам граѓански сега. Мора да се размислат припадниците со должна почит. Тоа е ВМРО ДПМН е еден прекрасен расад на и кадри и луѓе кои што држат до една идеологија. Но со Груевски и фамилијата на власт, оваа партија дефинитивно секој ден се повеќе ќе тони и ќе го гледа својот политички крај. Многу луѓе очекуваат од внатре, значи од ВМРО ДПМН е да се создаде една струја која што ќе притиска да се урниста овој така наречен режим. Многу луѓе тоа го очекува, многу граѓани од Македонија. Значи не се создаде. Так, значи не опозицијата, туку внатре во самата партија. Јас сум убеден дека се создаде. Имаме ние луѓе кои што истапија од кумувањето со Груевски. Токму затоа многу записи после ќе сведочат кој правилно постапил и кој ќе го носи своето бреме. Но клучно е дека граѓанинот некако она што милуваат да го кажат обичниот, кој не се занимава со политика и кој ги нема ја нема доволно информираноста која се однесува на политичките состојби и релации, клучно е да свата дека Груевски не ја спасува Македонија. Напротив, Македонија треба да се спаси од него. А и ВМРО ДПМН како партија треба да се спаси од него. И ова е уште ме прекинавте, еден мој апел до членството на ДПМН е што побрзо го разбере тоа, затоа што јас како еден демократ во една земја посакувам да имаме и добра опозиција. На крајот на краиштата да не преюдицирам кој ќе биде позиција опозиција. Јасно е, тоа е повеќе од јасно. Оваа бројка од 600.000 гласови, која што покажа нетрпеливост кон режим, кон закани, кон делење пари,
уцени врз база на прислушкувани разговори, влегување во приватни домови, злоупотребување на сиромаштијата на луѓето, клиентелистички медиуми кои што не само што не покрива и не се однесува избалансирано, туку кои што пропагира, повторува лаги на Груевски на фамилијата. И замислете, еден здравствен систем кој што тони, каде што Никола Тодоров се обидува да оперира на толку смртни случаи, како носител добива гласови. Убеден сум дека тие граѓани еден ден ќе сватат. Тоа загрижува, значи тоа загрижува затоа што само знаете што, немаме уште многу време за чекање. Кој ќе е тој ден, се прашуваат останатите граѓани. Затоа што пак ќе речам голем е процентот кој што дадоа поддршка. Видете, многу е природно, неприродно е на вакви криминалци во ова волкава бројка да им дадеат луѓето поддршка. Тоа не е природно за моето сваќање и моето општење на работите и совршено не можам да сватам како може еден граѓанин да даде поддршка на ваквиот криминал. Не зборувам на ВМРО ДПМН како политичка партија, туку зборувам на она што бевме сведоци. И јас не очекувам дека тие преку ноќ ќе паднат или ќе има 20.000 гласови на овие избори, затоа што се инсталирани во сите институции на системот. Не го очекував тоа. Но ние не можеме да се однесуваме дека сега ДПМН е победник. ДПМН доколку беше победник. Еден обичен човек кој што рекреативно чита психологија. Кога го погледнавте вечерта лицето на Никола Груевски, што ви кажуваше? Однесувањето на Владко Ѓорчев. Знаеме тие какви пресконференции правеа. Некореспондирањето на електронските мејлови од општинските изборни комисии до Државната изборна комисија. Обратните резултати пратени. Тие само работеа на амортизација на ударот пред нивното членство. Затоа што сега на врхушката на ДПМН најпотребно им е нивното членство за да ги одбрани од нивните гревови. И вторгнуваат луѓе во ова време, во една битка. Јас не знам зошто вчера имаше протест пред штабовите на ДПМН. Не ги разбирам, не разбирам кој е проблемот со Државната изборна комисија. Јасно е. И опозицијата и позицијата имаат проблем. Не функционира. Зошто не функционира? Кој е проблемот со судовите? Зарем Заев одговорен или Дејан Блажевски или Радмила Шекеринска за судовите во Република Македонија во изминативе 10 години? Со цел товар кој што го носи опозицијата како своји гревови. Но никако не можеме да зборуваме за колективна одговорност. Не можеме да направиме колективно дека 600 и кусур илјади луѓе и 541 рекле да за ДПМН и да направиме ние на колективна одговорност или да ја користиме онаа фразата дека сите се исти. Не можеме да сме сите исти. Ако не сме учествувале, а уште помалку. Не е важно толку однесувањето од позиција на опозиција. Знаете зошто? Затоа што опозиционерот не може да злоупотребува службена позиција. За разлика од оние кои што се 10 години одговорни за таа политика, без некого да браниме или обвинуваме. Срамота е тоа што денес јас и вие разговараме и се однесуваме со дик како јас барем, да не ви импутирам зборови во уста, се извинувам. Јас не сметам релевантноста веќе на институциите, затоа што до таму ги доведовме институциите. Уставот на Република Македонија. Се создава сомнеш во работата на институциите, тоа е факт, но сакав да ве прашам дали изјавата на господинот Заев вечерта на денот на изборите дека победи СДСМ и коалицијата, сметате за избрзана или тоа беше некоја еуфорична реакција или тоа беше во контекст на големиот број на гласови кои што ги доби оваа коалиција. Затоа што тогаш уште немавме ниту прелиминарни податоци, а тоа излезе со една изјава дека победивме. После тоа следуваше пресконференцијата на Никола Груевски, тој беше малку така повоздржан во неговото обраќање, дури не кажа број на мандати, само кажуваше број на гласови. Токму така. Затоа што му требаше многу време на Никола Груевски, како својот пат, ова што го зборувавме и за мандатите години наназад, ќе им го објасни на своите симпатизери, членови или приврзаници. Му требаше време и затоа отиде на, да кажува,
во броеви, но не да кажува што значи тоа во мандати. Затоа што со тонтовиот модел. Да, затоа што во овој случај се важни мандатите, а не бројот на освоените гласови. И тука не можеме да се правиме наивни. Затоа Груевски го избра помалку болниот начин за како да ја представи таа состојба и тој не беше смирен, туку беше депресивен. Има голема разлика од депресијата која што се гледаше на лицето на Никола Груевски и агресијата на пресот која што имаше господинот Ѓорчев. Не беше воопшто избрзана изјава. Исто би постапил секој кој што 2,5 години, повторувам, ставајќи личен живот, судбина на семејство, поседувајќи сериозни материјали, голем дел успеа да заштити приватноста во најголем дел на луѓето. Замислете колкав обемен материјал е за преслушување од страна на господинот Заев. Замислете колку соработници или несоработници слушнал тука. Какви се неполитички местенки игри. И ја покажа својата одважност и успеа како опозиција да го добие најголемиот број пратеници за време на режим. И јас се уште не сум убеден, ние немаме официјални информации дека ДПМН победи на овие избори. Тоа сакав да ве прашам. Јас сум легалиста кој што сака да ги почитува институциите, но нити имаме институции, нити имаме официјални информации. Дали има реални можности со приговорите кои што ги поднесе СДСМ и партијата БЕСА до ДИК, дали има реални можности овој резултат да биде сменет? Значи да се смени бројот на мандатите? Ако ме прашувате мене, затоа што Заев е долго во политиката, како што и Никола Груевски, кој што искусно го прочита бројот на гласови, а не бројот на мандати, не мислам дека Заев беше еуфоричен, туку напротив беше среќен за својата земја и мислам дека таа изјава се должеше на она што реално пристигнуваше без овие премутации кои што се направени и погрешни резултати кои што стигнувале до Државната изборна комисија таа ноќ. И сметам дека не станува збор за избрзување, туку станува збор за дознавање на вистинската волја на граѓаните. Поготово кога ќе сте долго во политиката и кога ќе го видите па и ваквиот сооднос, знаете колку му се врзани рацете на Никола Груевски. Еден ваков режим, тоа значи победа. И јас мислам дека немаше човек, граѓанин во оваа земја, кој што прво не се однесуваше со една 5-минутна штама после изјавата на господинот Заев и кој што после тоа не прослави. Зборуваме интимно во себе си. Не тоа заради Заев или само заради Социјалдемократскиот сојуз. Ние премногу долго живееме во стегите на ваквата политика и ваквото постапување. И може ли да има некаква поинаква ситуација во бројот на мандати после пријавите до ДИК? Ништо не ме изненадува. Меѓутоа, за разлика од жештените глави на врхушката, кои што, ако пак покажат поинаква ситуација, ќе направат обид за втурнување на граѓаните во сериозно неподобно сценарио, сметам дека треба смирено да ги пречекаме резултатите, но верувајте, она што не ми остави простор да верувам на институциите на системот, јас ќе ви кажам дека не толку ќе ги сметам релевантни, затоа што од ваквото одолговлечување самиот ДИК се стави во устата и на позицијата и на власта да се развие уште дополнителна некредибилност од страна на, мислам, за граѓаните. Време е малку да ве одморам, а и граѓаните малку да здивнат. Беа во изминатиот период на вистина многу бомбардирани со секакви информации во врска со овие избори, но сметав дека е неопходно една ваква емисија да направиме завршна, значи една анализа и потоа продолжуваме со секојдневниот тек и она што го тангира градот. Мала пауза. Светскиот тренд на свилени трепки во салон Ксантика. Дефиниран таинствен и впечатлив поглед со најгламурозната и најтрајна метода за екстензија. Густи и долги трепки со совршен природен изглед. Заборавете на маскарата.
Салон Ксантика. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел, Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом. Фишен лаунж бар Лихнидос во срцето на Охрид на самиот градски плоштад со викенд агенда. Петок и сабота Маестро Бенд. За дочекот на нова година, најдобрата забава со Елена Велевска и Тајфата и многубројни изненадувања. Препуштете се на добрата музика и препознатливите специјалитети од македонската национална кујна. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Производите од повардарија и вино Жупа со голем сезонски попуст за сите маркети. Дистрибутер Алпојо Охрид. Со купено вино од богатиот асортиман на повардарија и вино Жупа добивате гратис сок лавита, овошно вино, елтомато, јаболков оцет, кола екзотик или оранж, сок од боровница или јаболко. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Супер 5 во Жито Леп. Четврт бурек со јогурт од млекара Тетово 50 денари, ладен сендвич 35 или 2 за 65 денари, ладен сендвич со лименка Кока-кола 55 денари, геврек 1+1 20 денари. За секоја сметка над 150 денари следува попуст од 10%. Акцијата важи до 31 декември 2016. Продолжуваме ние со нашиот разговор за сите гледачи кои што можеби подоцна се вклучија во емисијата. Мој гостин е господин Дејан Влажевски и правиме, значи да ве представам уште еднаш докторант од областа на економските науки, правиме една постизборна анализа што се случуваше, што е актуелно периодов и што понатаму. Стигнавме до моментот што понатаму. Значи што после формирањето на владата. Какви се можностите за формирање на влада и од едната и од другата опција и како ја гледате државава понатаму? Јас сметам дека Никола Груевски, како што кажав на почетокот, нема да формира влада, затоа што се изјаснав и да не се повторуваме. Меѓутоа сега да навлеземе во другиот момент, а тоа е моментот дека неизбежна е формата на владата која што ќе биде дали предводена од опозицијата, зашто сум, да речам, блиску до убеден, или ќе станува збор за една поширока коалиција, треба да ги
мислам да се води, да се насочи кон исполнување на препораките од извештајот на ПРИБЕ, односно несомнено функционирање на специјалното јавно обвинителство. Јас со оглед на ваквите состојби кои што ги изнагледавме, нужна ни е потреба од специјално судско одделение кој што ќе ги работи случаевите кои што се однесуваат само предметите од специјалното јавно обвинителство со цел демаскирање на сите овие кои што беа уклучени во процесот и добивање на конечна слика, затоа што секоја борба би била залудна, мое видување, доколку ние не погледнеме одговорност. Оваа земја може да тргне напред само доколку има одговорност од тие кои што правеа сериозни измами, криминал и така натаму и така натаму. И уште едно дополнување, само да ве дополнам. Мислам дека тука многу важен фактор е и да имаме една здрава опозиција и силна опозиција. Ова може би немаше да се случи доколку опозицијата ни беше силна претходните години, некако како да беше подзаспана и пред 2 години почнала да се буди и да се активира и со сето она што беше обелоденето со бомбите, како да се окуражи и се врати на политичката сцена. Значи, да не ни се случи тоа повторно, да се учиме на грешките. Јас нема да се согласам дека така опозицијата беше заспана, од аспект на тоа што јас действувам веќе во опозиција некои 5 до 6 години. Макотрпно. Работам, не зборувам за себе си и не го признавам генерализирањето на работите. Но многу луѓе во опозицијата, поготово луѓето во помалите средини, за разлика од главниот град, има сериозни консеквенции по себе си, по семејството од опозицијското действување. Многу од нив не на една глава. Сосема суетно можам да кажам дека јас добивав казни од антикорупцијска неосновани, кои што ги плаќав. Јас добив пресуда за поставено советничко прашање на советничка говорница, замислете, каде што имам имунитет и каде што со документи се докаже дека тоа што го прашувам, а не што го тврдам, е вистина, и не добивме пресуда, мислам го обжалив таквата пресуда, затоа што и на крајот на кристата да ви кажам, седно ми беше дали каква ќе биде пресудата, затоа што зборуваме за недовреба во институциите на системот. И уште нешто, опозицијата не се наоѓаше во некоја кома, сепак некои работи треба време да се озреат. Но многу време некако ни требаше. Може би се пропушти огромно време. Значи, 2 мандати ВМРО ДПМН беа на власти, еве дојде до тоа што дојде, до тоа што вие тврдите дека е во државата. Кога ќе разговарам со некој од ВМРО ДПМН и коалицијата, нивното мислење секако многу поразлично и поинакво, тие не се согласуваат со тие ваши тврдења и ставови. Затоа сметам дека мора да има една противтежа во една силна опозиција. Морам да ви докажам. Не можеме да знаеме колку гласачите биле наклонети кон опозицијата. Ако вие во проектот за вистината за Македонија, не знам дали сте го слушале, сметам дека професионално е да го изслушате затоа што работите во политичкото новинарство. Може би не успеавте све реално обемни беа материјалите, но како може да зборуваме за релевантни избори кога на телефон Сашо Мјалков и Милеја Накиевски, поранешниот министер, разговараат за отворање на црни вреќи. Тоа го слушна целата јавност. И ние сега не можеме да компарираме дали таквите избори да ги компарираме како релевантни. Но врз основа на тие резултати, какви биле такви, значи тие уште 4 години беа на власт. Опозицијата ќе победеше на тие избори. На претходните избори, доколку не беа местени. Јас сум убеден дека и сега од пипките кои што ги има пуштено карцинома на Никола Груевски и фамилијата, и ова не се воопшто кристално и чисти избори. Ние имаме големи предизвици пред нас. Сериозно прочистување на избирачки список. Нужен ни е попис. Од кој што сите ја наведнуваме во политиката, ја наведнуваме главата. Пописот некако го маргинализираме, многу е значаен, а и никој не се нафаќа да го спроведе. Но знаете кој го сопре пописот? Мораме да повторно да не генерализираме. Тоа го направија партијата на власти ДУИ. Затоа ви велам, кој да формира влада го чека еден тежок период во државата, сериозно треба да се зафати, можеби откоре некои работи да се менуваат.
Ќе видиме што ни престои. Еве, понеделник ќе се кажат и конечните резултати и ќе се формира, можеби... Во законски, да не ви упаднав само, во Нема... законски определените рокови треба да се формира, Државната изборна комисија до 3 часот на полнок чинам веќе треба да се произнесе по ова, доколку нема промена за 20 дена треба да се конституира собранието. Крајниот рок по сите доколку се користат затоа што ќе има можеби обжалување до управниот суд, па управниот суд треба да одговори во рокот 48 часа и кога би се користеле сите крајни рокови на ова 31 декември треба најдосно да биде веќе конституирано собранието, тогаш председател на Република Македонија треба да му даде мандат на да формира еден од дали од власт или од опозиција, зборувам сега хипотетички, и кои што треба да одговорат во рокот, значи за 10 дена најдосно председател треба да даде да понуди мандат и треба да им се даде можност да одговорат за 20 дена, имајќи ги предвид тие рокови, ние на 16 февруари треба да имаме влада. Јас сум убеден дека ќе имаме една поинаква влада без Никола Груевски, без оваа срамна врхушка и без ова криминогена структура. Со тоа морам, не се оградувам, не релативизирам. Јас никако и никогаш не сум правил равенство помеѓу членовите, симпатизерите на една политичка партија и врхушката. Но мора да бидеме свесни дека како граѓани со својот избор понекогаш постапуваме правилно, понекогаш неверојатно на изборите. Јас не сум тој меродавниот да го судам тоа, но сметам на вака слушнат криминал. Очекувам поголема граѓанска свест и казна, затоа што сите ние сме жртви на ова. Не е жртва само опозицијата, не е жртва само луѓето кои што се занимаваат со политика. Така да јас сум убеден дека од ден на ден расте граѓанската свест, го надминуваме национализмот, се обидуваат да поставуваат прашања зошто албанци гласале за Социјалдемократскиот сојуз, затоа што во Социјалдемократскиот сојуз има и кандидати албанци. Зошто да не гласаат? И сето ова им ги поремети нивните математики, онаш како што кажав, таа тендерска љубов. Јас сум задоволен што граѓаните покажа една голема одважност и како што реков, етички и морално пристапија во ова гласање, а не етнички, националистички или поинаку. Вие сте председател на општинската организација на ЛДП и сакав да ве прашам, ете тоа беше можеби прашање за пред оние емисии дебатни кога беа пред одржувањето на изборите, но не е доцна ни сега, затоа што ми остана некако тоа да ми лебди во воздух. Зошто немавте ваш носител на листа? Секогаш сте имале, значи сте оделе со ваш кандидат, сега на овие избори не. Видете вака, председател на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев, мислам дека одлично одлучи да ги смести луѓето според своите потенцијали кои што ги имаат на местата на кои што заслужуваат да бидат. Во право сте дека ЛДП како Жириновски Пенов имала секогаш кога учествувала како носители на листи, видовме и маестралната и овој пат повторно победа во центар. Секој се наоѓа според својот рейтинг или действување точно онаму каде што припаѓа. Јас се согласувам со господинот Зоран Заев за сместување токму онаму каде што припаѓаат. Сега сето другото е предмет на и помал број на пратеници и сите тие работи се предмет на Централниот одбор на Либерално-демократската партија, во која што треба да ја кажат довербата или недовербата кон председателот кој што реално, за разлика од претходните, има полоши преговарачки, а и веројатно квалитативни и политички способности во крајна мерка рейтинг. Меѓутоа тоа е сосема неважно за големата слика за која што зборуваме, тоа се некои внатрешно партиски работи и од тој аспект ЛДП јас сметам дека заслужено токму за некој што гласа новото раководство доби место на кое што вистински му припаѓаше со оглед на рейтингот како партија кој што го имаше. Не заслужуваше носител овој пат. Уште едно прашање, ќе го заокружам овој дел од разговорот, потоа ќе го поврзам со локалните избори кои што ни следуваат. Дали може би се направи грешка или превид што СДСМ и коалицијата
не коалицираше со оние други помали партии, бидејќи тука се иситна гласовите. Например, како што се Левица и некои други кои што имаат слично некое убедување како Социјалдемократскиот сојуз, десничарските партии веќе имаат друга идеологија. Сметам дека постизборно, кога дискутираме, тогаш можеме да кажеме вака собрани, како што кажав, бројките покажуваат опозицијско настројување. Меѓутоа, постојат и луѓе кои што не можат да ги преџвакаат спојувањето, имавме ние такви обиди, на некои идеологии една со друга. Меѓутоа, драго ми е на политичката сцена во Република Македонија да видиме една шареноликост. И не понекогаш може би изгубениот мандат, значи поттик за некои други во таа демократија и може би изгубениот мандат на неголемата опозициона партија, односно ние кои што сме дел од опозицијскиот блок, школо, дополнителни мотивирање на луѓе да се приклучуваат и една рамнотежа. И замислете, апропо овој муабет, ништо од ова немаше вака да го дискутираме, доколку Република Македонија беше една изборна единица. Тоа го вети неголемата опозициона партија, односно Социјалдемократскиот сојуз. Јас сум убеден дека и верувам на зборовите на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз и дека токму со една изборна единица ние ќе немавме, како што сакаат да кажат, гласови фрлени по вода. Видовте дека и најагресивните напади бе од страна на Никола Груевски, кој што токму сега ги бара овие партии со по 2-3 пратеници за во коалиција кои што му се нужни, ама нема да одат со него. Затоа во политиката, како созреваш, треба да разбереме дека секој збор се одмерува. Секое јавно појавување носи своја одговорност. Овој разговор кој што го имаме јас и вие денес, после години ќе покаже дали бил на страната на вистината, иако несомнено мислам дека е на страната на вистината, но времето ги докажува работите и времето не учи како треба да постапуваме. Оправдани се грешки и за опозицијата и за кој да било друг, затоа што во најмала рака ние сме луѓе и ако не се минатите искуства, како би стегнали нови искуства. Реков да се учиме на грешките, тешко е кога ќе се учиме на сопствените грешки, но може би е најдобро така, најдобро ќе се научи лекцијата. Сакам да ве прашам каков предвестник се овие парламентарни избори за локалните кои што ни следуваат сега, веднаш напролет? Ова е еден одличен ветар во грб за опозицијата, иако сакаат да испинуваат сега почнуваат да прават страв кај народот за тоа што ќе се случи со вагата албански гласови или не, но јас сум убеден дека за локалните избори продолжуваме со истата енергија, тоа што с кој да било градоначалник од опозицијата како кандидат или член на Советот, представник на Советот, ја бара довербата од граѓаните на град Охрид. Не ја бара заради етничка или друга припадност. Овој ветар, оваа слобода, оваа миризба на слобода и цела оваа констелација на работите е само еден мотив плюс за граѓаните на Охрид да одлучат и да ги немаме оние смешни слики, ромите се со овие, албанците се со овие, туку зборуваме за еден профил на кандидат кој што ќе ги представува граѓаните на град Охрид, ако зборуваме локално. А исто така би посакувал да бидат и представниците, односно партиципентите во Советот на општина Охрид, затоа што еден моќен совет и тоа како е клучен во работата на градоначалникот. Така. Вие сте, како што реков во текот на емисијата, дел и од Советот на општина Охрид. И уште малку ви истекува мандатот, ќе се конституира нов совет, па ќе видиме, кондицијата ќе се одржуваме ние. Од парламентарните преминуваме на локални, па потоа малку затише летото, па ќе ни дојдат председателските и постојано сме во тоа тркало на избори. Реков на почетокот релативно млад, малку ме коригиравте, значи што значи младоста, дали годините или искуството. Искуството си доаѓа со годините, но сепак некој може да има и години, а помало искуство и обратно. Како вам ви поминуваат еве годиниве, што ви ги одбележува и
малку еве на приватен план, колку политиката ви попречува и сите други ангажмани во приватниот живот, бидејќи се соочувате со разноразни ситуации. Како што рековте и претходно, имавте и соочувања, имавте и судења, имавте и клевети и така натаму. Во поглед на судењата и тужбите за клевета и таквите работи, тоа е една сите казни од овие неинституции на системот, имам изјавено дека ги доживувам како награда и гордо дека ќе ми влезат во моето CV. Колку можете да направите граница, значи драго ми тоа е и што приватноста? Видете, понекогаш колку и да сме ние и искусни со текот на годините, сигурно дека созреваме, се менуваме, се трудиме да пронајдеме еден внатрешен баланс кој што е најважен во животот, но има работи кои што се надвор од нашата контрола, кои што некога знаат да ни исфрлат од колосек, односно работи над кои што немаме контрола. На приватен план, реално се трудам да пребродам едни тешки моменти кои што ми се случија. Тргам настрана од политиката, претешки замени за моето семејство. Се трудам да уживам во миговите кои што ми остануваат слободни со ќерка ми Софија и сопругата Љупка. Ги сакам луѓето, сакам да се дружам и продолжувам тоа да го правам. Се трудам да ги доформам докторските студии. Одам на работа, паралелно е работам и политиката, од аспект на тоа што јас со политика не се занимавам како хоби, иако имам и друга примерна професија, политиката не ми е секундарна, сето тоа бара многу ангажмани, но веројатно човек може да издржи толку товар, дури понекогаш несвесен колку поточно товар може да издржи. Драго ми е што успевам и покрај се да ги надминам сите овие работи што се случуваат и да бидам на стазата на колку што можам на правдата, вистината, објективноста и на крајот на криштата да го дооформам првенствено. Јас моите политички амбиции не застануваат тука, нити моите интелектуални и научни амбиции, но драго ми е што оформив еден мандат во Советот кој што значеше буквално никаков компромис, пркосење, борба за градот, нешто за што утре ден моите потомци во најмала рака нема да се срамат од нити една одлука која што донесов во овие 4 години, а постоја и сериозни закани, притисоци, уценувања. До мене не стигна, за разлика како некои колеги што ги слушам, обидите за подкуп, затоа што сум остав веројатно ги одбивам таквите луѓе. Ви благодарам за ова гостување во Лупа и за вечерашната анализа. Се враќаме малку по малку на нормалните животни текови и до некое наредно видување. Се договаравме долго за реализација на една емисија, но го чекавме вистинскиот момент, еве дојде. Одлично ми беше. Ајде ќе бидам искрен пред гледачите, кога и да се сретневме некако не успевавме со термините. Прекрасен момент како круна на ова во што се случуваше во последните 4 години. Според мене еден одличен формат на емисија кој што дава право да друго е пишаниот збор, сосема поинаку е кога тет-а-тет ги отварате и разговарате, работите и ви честитам на долгогодишната продукција на оваа емисија. Благодарам.